Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Ова се настаните кои ја одбележаа последната недела од месецот. Преку реформата за легализација на Дивоград би досега легализирани 147.000 објекти. Од почетокот на 2016 до сега 2500 возила се увезени. Кавадаречкиот театар со представата Женитба го одбележа Светскиот ден на театарот. $147.000 дивоград би се легализирани досега. Оваа бројка се очекува да се зголеми со оглед на тоа што третото продолжение на рокот за легализација завршува на 31 март, потенцираше министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Досега се легализирани повеќе од 147.000 диво изградени објекти во земјава. Ова е резултат на спроведувањето на една од најголемите реформи на владата на Република Македонија, а тоа е легализацијата на диво изградените објекти. Оваа бројка се очекува рапидно да се зголеми со оглед на тоа што третото продолжение на рокот за легализација завршува на 31 март. До сега имаме легализирано над 147.000 објекти. Покрај продолжување на рокот за легализација, возможно да се легализираат и објекти кои се наоѓаат на приватно земјиште. За социјално ранливите граѓани возможивме бесплатна изработка на геодетски елаборат за легализација на нивните домови. До сега имаме изработено над 5300 бесплатни елаборати, а мерката продолжува и понатаму. Донесена е и нова мерка со која се овозможува надградба на куќите, која овозможува надградба на куќа во максимална висина до 10 метри и 20 сантиметри и во случај ако надградбата на објектот не е предвидена во планската документација. Министерот Мисајловски потенцира дека се овозможени и бесплатни проекти за изградба на типски куќи. Цена од 1 евро за квадрат за продажба на државно неизградено земјиште, а за 95% се намалени комуналиите за изградба на хотели, катни гаражи и откупно-дистрибутивни центри. Се поголем увозот на автомобили во Македонија. Благодарение на мерките во земјава се увезени 225.000 возила, а само од почетокот на оваа година досега бројот на увезени возила изнесува 2500. Фиќовците веќе одамна заминаа во историјата, а се помалку низ улиците на Велес се движат застарени марки автомобили. Увозот на нови значително го зголеми бројот на возила. Променувањето на регулативата, намалените царини и акцизи се причина за големиот број на возила. Се смени и законот за увоз на половни возила. Освен промените на возниот парк, целта е и да се намали загаденоста на воздухот, затоа што новите возила значително помалку испуштаат отровни гасови. Благодарение на овие мерки во Република Македонија увезени се 225.000 возила. Ова бројка е значајна, бидејќи во голем дел го обнови возниот парк, ги направи нашите патишта да бидат посигурни, но и само од почетокот на оваа година до сега се увезени 2500 возила. Значи, ова продолжува. Дополнително, председателе, не застанавме овде. Овозможивме легализација на тракторите и приклучната механизација. Покрај овие мерки, по предлог на владата се промени начинот за регистрација на трактори и приклучена механизација. Сега наместо секоја година, земјоделската механизација ќе се регистрира на секој 6 години. Многу лесно може да дојде до пожар ако при палење се чистат нивите. Затоа територијалната противпожарна единица апелираат за зголемена внимателност при чистење на земјоделските површини. Се расчистуваат земјоделските површини. Ова е една од главните обврски на земјоделците пред почетокот на пролетната сеидба. Многумина од нив со палење ги чистат нивите претходно засејани со житни култури и останатите земјоделски посеви, поради што може да дојде до случај на пожар. Од таа причина, од територијалната противпожарна единица во Велес апелираат за зголемена внимателност. Ради безбедност која ќе завршат со палењето, треба нормално да изгасат тие жаришта, ради тоа што гледаме дека со самото време има доста ветрови, па можеби да се случи сето тоа жариште да се префрли во близината на самите села и да настане во поголема површина, нели во поголем обем пожар,
тогаш ќе мора да действуваме ние како територијална противпожарна единица и затоа препорачливо е сето тоа кога ќе се собере, кога ќе се ичисти на нивите, да бидат луѓето спремни и да го изгасат пред да го напуштат тој простор. Од територијалната противпожарна единица апелираат и за чистење на оџаците пред крајот на грејната сезона со цел да се намали ризикот од појава на пожар во домовите. Озон газ кој преку специјални системи се спроведува до местото каде што има изгореница или гангрена. Ова е најновата терапија која што ја промовираше специјалната болница Филип II. Специјалната болница по хируршки болести Филип II промовира нов сопствен медицински третман со озон терапија. Озон газ кој преку специјални системи се спроведува до местото каде што има изгореница или гангрена или било каква рана. Автоозон хемотерапија е третман на пациенти кои имаат сериозни заболувања како сепса, имунодефицитни заболувања, карциноми, вели доктор Енвер Идоски, субспецијалист кардиолог. Се зема дел околу 100 мл крв од пациентот во затворен систем, се поминува низ специјален систем за озонирање и неговата крв се враќа повторно во пациентот. Значи тој само мал дел кој што се враќа, нели, 100 мл, предизвикува таква бурна реакција, такво подобрување на пациентот што евидентно е клиничкиот резултат веднаш. Озонот делува на тој начин што ги убива сите бактерии, вируси и габички, ја зголемува концентрацијата на кислород во ткивата, која што од своја страна помага многу за побрзо заздравување, ги активира радикалите, со што се намалува болката, доведува до спречување на крварења. Освен кај гангрените, значи озон вода може да се прилага кај диабетично стапало, кај хронични рани кои што не зараснуваат, било тоа може да се од причина од венска инсуфициенција, кај флегмони, кај ризипел, кај секаков вид на рана од било која причина. Огромен е бројот на корисни дејства кои што ги има озонот и нема никакво штетно дејство доколку се применува од страна на стручни лица. Постојат и озон креми кои благотворно делуваат на кожата за подмладување на истата. По повод Светскиот ден на театарот, Кавадаречкиот театар успешно се представи пред публиката во Неготино со комедијата Женидба. Неготинчани уживаа во оваа прекрасна изведба на представата, работена по култниот текст на Гоголј, а во режија на Драган Велјановски. Со успешно представување на комедијата Женидба во соседно Неготино, Кавадаречкиот театар го одбележа Светскиот ден на театарот 27 март. Неготинчани уживаа во прекрасната изведба на представата, работена по култниот текст на Гоголј, а во режија на Драган Велјановски. Два интересни проекти ќе се работат. Од понеделник се почнува со едниот, малку подоцна, неколку месеци после таа представа, односно после првата премиера ќе биде почетокот и на вториот проект. Во суштина се работи за една комедија на Миле Поповски, тоа е Викенд на мртвци, еден текст на Ковачевиќ, се вика Собирен центар. Паралелно со прикажувањето на Женидба, Кавадаречкиот театар ќе продолжи да работи на повеќе проекти, со што би се заокружила уште една успешна година на театарската група при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци. Театарот може да ни раскаже се, и како живеат боговите на небото, и како скапуваат затворениците во пештерите. Вака започнува овогодинешната порака по повод одбележувањето на 27 март, Светскиот ден на театарот. Светскиот ден на театарот е востановен во 1961 година од Интернационалниот театарски институт. Се одбележува секоја година на 27 март, кога пред изведувањето на представите на сцените низ светот се читаат меѓународните и националните пораки за значењето на театарот. Годинава меѓународната порака ја напиша рускиот режисер Анатолиј Василев, а домашната режисерот Бранко Ставрев. Мартовски поетри слем се одржа во Кавадарци. Настапија 15 слемери од различни градови. Станува збор за модерен, перформативен начин на читање авторски текстови кои во нашиот книжевен простор се повеќе го привлекува вниманието на литературната јавност.
Поет Рислем вчера вечер се одржа во Домот на културата во Кавадарци, на кој настапија 15 слемери од различни градови. Станува збор за модерен перформативен начин на читање авторски текстови, кој во нашиот книжевен простор се повеќе го привлекува вниманието на литературната јавност. Ние ја поттикнуваме индивидуалноста и намерно не сакаме јавно да го дефинираме слемот, за да не поставиме некои рамки во кои што некако подсвесно учесниците ќе сакаат да се движат. Битно ни е да знаат дека не е класично читање на поезија и дека не е класично рецитирање поезија и како тоа тие ќе го изведат понатаму останува индивидуално. Кавадарчанката Цветанка Колева минатата година беше победник на слем над преварот во Тетово. Всушност тоа е и поводот оваа година поет Рислемот да се одржи во Кавадарци. Цвета е со нас уште од самите почетоци, таа е исклучително добра слемерка и една од оние кои што интуитивно ги поставуваат стандардите со својот квалитет. Таа исто така и дел од нашиот тим и води голем дел од организацијата што се однесува за Кавадарци. Поет Рислемот во Кавадарци се одржува повтор пат. Ваквата слемовска дружба ја отвора можноста за презентација на нови алтернативни поетски движења во духот на коегзистенцијата на различни книжевни идеи, со заемни надополнувања и со отворен интерес едни кон други. Добиваме една комплетна слика, комплетен настан за културата и културното живење на град Кавадарци и на Република Македонија. Секако дека Домот на културата заедно со сите своји сограѓани од Кавадарци кои што се бават со култура и кои што значат нешто во културата, прават се за да Кавадарци биде она што е денеска. Инаку пред поет Рислемот Домот на културата беше домаќин на едно прекрасно пијано дуо на млади и надежни уметници Маја Божиновска и Мимоза Кека, кои ми овозможија изворедна вечер на сите љубители на класичната музика. Културните настани во Свети Николе значајни за презентирање и развој на општината. Особено значајна културна атракција е археолошкиот локалитет Била Зора. Културните настани кои се организираат во Свети Николе година низ година стануваат се позначајни во презентирањето и развојот на општината. Патронот на градот Свети Никола, познатата Тодорова сабота, меѓународниот фестивал на изворен фолклор Тодорица, се само дел од настаните кои привлекуваат голем број на посетители, како од Македонија, така и надвор од неа. Еден од најзначајните препознатливи манифестации за нашиот град, тоа е меѓународниот фестивал на изворен фолклор Тодорица, кој што е веќе препознатлив во нашата држава, по тоа што го негуваме изворниот фолклор. Она што ни е главната цел, тоа е културните потреби на нашите граѓани од општината, па и пошироко. Покрај културните настани, Свети Николе ја има и Била Зора, археолошки локалитет кој е единствен и препознатлив по својата градба и времето во кое е изграден. Иако се уште не целосно откриен, интересот за овој локалитет е голем. Бела Зора, најголем пајонски антички град, можностите му се огромни, интересот кај јавноста е исто така огромен. Прв локалитет што е асфалтно поврзан, можете со кола директно да отидете горе, да го посетите локалитетот. Локалитет кој што е од 7 век пред наша ера до 2 век, кој што бил кралска палата. Со поддршката која дава Министерството за култура, Управата за заштита на културно богатство и Министерството за финансии, локалитетот Била Зора добива голем акцент. Локалната самоуправа и Народниот музеј работат напорно за промоција на локалитетот и привлекување како на домашни, така и странски туристи. Католиците денеска го слават најголемиот христијански празник Воскресение Христово Великден. Засилено се одвиваат подготовките пред отпочнувањето на теренските проверки, информираат од Државната изборна комисија. Вестите од Македонија во продолжение. Католичките верници денес го слават најголемиот христијански празник Воскресение Христово Великден. Централното одбележување по повод празникот во Македонија се одржа синоќа во католичката црква Пресвето срце Исусово. На великденската воскресна литургија присуствуваа председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, председателот на Собранието Трајко Велјановски и председателот на владата за спроведување на изборите Емил Димитриев.
По повод празникот, бискупот Скопски апостолски екзарх во Македонија Киро Стојанов упати великденска честитка до верниците. Засилено се одвиваат подготовките пред отпочнувањето на теренските проверки, се наведува во соопштението на Државната изборна комисија. Печатењето на материјалите кои се неопходни за спроведување на проверките е веќе завршено, а процесот на нивно дистрибуирање до подрачните канцеларии е во тек. Паралелно се одвива и едукацијата на ангажираните анкетари која спроведуваат контролорите, односно вработените во подрачните оделенија на Државната изборна комисија. Оттаму информираат дека на првата наредна седница ќе се расправа за можноста сите неконзистентни записи да бидат објавени на нивната интернет страница со цел да се постигне поголема транспарентност. Сириската армија ја продолжува борбата против исламската држава. Уопсен државјанин на Алжир осомничен дека е поврзан со мрежата која подготвувала фалсификувани документи за организаторите на терористичките напади во Брисел и Париз. Ова е светот денеска. Откако ја врати контролата врз Палмира, сириската армија денеска соопшти дека цврсто е решена да ја протера исламска држава од незините главни засолништа во Сирија, Рака и Деир ал-Зур. Во соопштението на војната команда на сириската армија се вели: Палмира ќе биде базата од која ќе бидат водени воените операции против исламска држава во повеќе насоки, посебно кон Деир ал-Зур на исток и Рака на север. Целта е да го стегнеме обрачот околу терористите, да ги прекинеме нивните маршрути за снабдување и да си ги вратиме териториите контролирани од нив, за да ставиме крај на нивното постоење во Сирија. Превземањето на Палмира е почеток на падот на исламска држава, се вели во соопштението. Продолжува борбата против исламска држава, фронтот Ал-Нусра и другите терористички групации. Во градот Салерно во Италија, уапсен е државјанин на Алжир, осомничен дека е поврзан со мрежата која подготвувала фалсификувани документи за организаторите на терористичките напади во Брисел и Париз. Специјалните италијански единици за борба против тероризмот и организираниот криминал го извршиле апсењето, а по наредба издадена од белгиските власти. Според податоци на белгиските иследници, Джамал ал-Дин Вали е поврзан со активностите на мрежата, која ги снабдувала со фалсификувани документи членовите на групацијата, која ги подготвила нападите во Париз и Брисел. Информациите на истрагата се поврзани со операција од октомври 2015, кога во предградие во Брисел беа пронајдени илјадници снимки кои биле направени за изработка на фалсификувани документи. Комплетирано 17-тото коло во Суперлигата. По трет пат Вардар е меѓу 8-те најдобри екипи во Европа во четвртфиналето од Лигата на шампионите. Вестите од спортот во продолжение. Трети пат поред Вардар е меѓу 8-те најдобри екипи во Европа во четвртфиналето од Лигата на шампионите и втор пат поред Вардарци во осмина финалето се поуспешни од Висла Плоцк. Во максимално тензичен и неизвесен надпревар пред полните трибини во Јане Сандански, македонскиот шампион по многу пресврти славеше минимална, но важна победа против Висла со 25-24. По ремито на првиот меч во Полска од 30-30, скопската победа ги однесе Вардарци во четвртфиналето од Лигата на шампиони. Најголемата заслуга за победата оди на сметка на Арпад Штербик, кој со своите 16 одбрани буквално го спаси Вардар од пораз и од елиминација која беше опасно блиску на овој меч. Алем Токсич беше одличен во нападот. Кај Висла Плоцк прв стрелец беше Димитар Житников со 7 гола. Во четвртфиналето од Лигата на шампионите Вардар ќе игра против Еспрем за пласман во Final Four турнирот во Келн.
Трите надпревари од 17-тото коло во Суперлигата им припаднаа на домакините кои без друго беа фаворити за освојување на трите бода. На домашен терен Радовиш го совлада ГРК Борец со 29:26. Домакините се обидуваа да се одлепат, но Велешани држеа приклучок долго во мечот. Беше 12:12 на половина надпревар, а победничкиот исчекор се случи со серија од 5:1 која доведе Радовиш во предност со 25:21. Ивица Илиев со 11 гола и Миле Ордев со 7 беа носители на Радовиш, а кај Борец Кире Мачавелов постигна 7. Металург не дозволи никакви компликации во автокоманда совладувајќи го Прилеп со 28:22. Најефикасен кај Металург беше Марко Матик со 5 гола, а Петро Велковски, Пешевски и Шаин постигнаа по 3. Прв стрелец во Прилеп беше Никола Секулик со 4 гола. Охрид и Пролет одигра интересен дуел кој им припадна на домакините со 27:25. Охрид досега го немаше победено овој ривал во 3 обиди пред своите гледачи, па оттаму мотивацијата за конечно славје. Меѓу стрелците се истакнаа Печенковски, Вражалица и Кевиш со по 6 гола, а исто толку имаше и најдобриот играч на Пролет Ласко Андоновски. Нова бундеслигашка победа запиша Филип Миркловски со екипата на Вецлар. На домашен терен Вецлар беше поуспешен од Битенферд со 24:20. Македонскиот репрезентативец постигна 2 гола во триумфот на својот тим. Во составот на Вецлар најефикасен беше Јаник Колбахер со 7 погодоци. За екипата на Вецлар ова е 14-та победа во Бундеслигата во оваа сезона. Со вкупно 31 бод од 25 надпревари, Вецлар е на 6-то место на табелата. Лидерската позиција во Бундеслигата ја држи Рајнекар Левен со Борко Ристовски на голот. Со скоро 4:0 во меѓусебните дуели, кошаркарите на Работнички се уште го немаат пронајдено решението за играта на вице-шампионот. Кошаркарите на Куманово без проблеми го диктираат темпото на последниот дуел со најтрофејниот кошаркарски колектив во домашното првенство по плејофот, па на крај го декласираа со 98:67. Со оваа победа Куманово се доближи до второто место на табелата во домашното првенство кое води директно во полуфиналето на годинешниот плејоф. Во останатите средби од 22-то коло, МЗТ без проблем славеше со Бест со 89:51, нешто слично како и Карпош Соколи, кои гостуваа на Струмица, каде победија со 71:115. Додека Фени му нанесе нов пораз на Кожув на гости со 72:87. Кливленд рутински славеше против Њујорк во Медисон Гарден со 117:93 во еден од синокешните дуели од НБА лигата. Слично сценарио имаше на гостувањето на Торонто против Њу Орлеанс од 115:91. Кливленд до победата беше предводен од Леброн Джеймс и Кевин Лав со 55 поени комбинирано. Со тоа што кралот запише трипл-дабл од 27 поени, 11 скока и 10 асистенции. Кевин имаше 28 поени како и 12 скока. Кај домашните кошаркари најдобар беше Кармело Ентони со 28 поени. Демар Де Розан го предводеше Торонто до победа со 23 поени и по 5 скока и асистенции. Уште 6 играчи на гостите имаат двоцифрен ефект. Петерсон уфрли 16 поени, Ник Пауел 15 поени, а двоцифрени беа и Лауир, Джозеф и Валанчиуна. Времето денеска претежно облачно со максимална температура до 16 степени. Какво време не очекува на почетокот на новата работна недела, дознаваме од деталите за временската прогноза.
Ова беше последната информација за денес. Останете понатаму на нашата програма. Пријатно!